во Цирих, каде што огромен дел од овие луѓе кои што се во врвот на ФИФА ги апсат на лице место во еден хотел сите. Да. Дел од нив осудени, огромен дел неосудени, ако не се лажам. Да, и уште си работат. На слобода си се лабаво. Вратиме на почетокот на овој скандал, се работи за милиони и милиони што они ги зимале од, ајде да го подобјасниме во кратки црти, знаеш, да им е јасно на луѓе што бил криминалов. Види, ФИФА у кратки црти е фудбалско тело што го контролира светскиот фудбал на некој ниво. Се бават со права за телевизиски станици, се бават со организација на мечеви, на утакмици. Така, тие одлучуваат кој ќе биде главен спонзор, кој нема да биде главен спонзор. Значи, они го контролираат на некој начин спортот на известно едно ниво. Така. Светско. И од секогаш изгледа дека биле екстремно корумпирани и во моето искуство како новина сите интернационални организации што поголеми и поинтернационални толку покорумпирани се. Значи ако имаш некоја организација помеѓу Шведска и Данска и Финска нема да биде многу корумпирана, да, дека таа култура на тие ама како се шири Ама Тринидад и Тобаго кога ќе влезе, да, или Северна Македонија. Мислам, тоа и Европска унија го гледаш, значи како се ширеше Европската унија, така некои други култури влегуваат. Да. И ФИФА е една светска федерација, значи целиот свет е таму и со сите тие култури на работа, култури на корупција, култури на завратување пари, што не значи дека тие од некакви афрички или азиски или било кои земји биле покорумпирани, сите апсолутно сите беа таму, вклучувајќи и американците. Од Сеп Блатер до надолу. Сеп Блатер кој беше председател. Да, кој што беше председател и го сменија. Тој доби доживотна забрана да се бави со фудбал. Па делумно го смени и ради нашите стори во тоа време. Не беше само тоа, но тоа беше еден фактор што доведе до тоа. Ај на почетоците на сториите, кој ти јавува за вакво нешто? Па види, имаше редакција во Sunday Times што се бавеше исклучително само со истражувачко новинарство. И ја бев придружен член на таа редакција, беа двајца колеги што седат во Лондон и они се бават само со тоа и работеа, ја бев кореспондент од Европа и работевме заедно на неколку стори и често пати ќе седнеме и онака брейнсторминг што да истражуваме, што е интересно, што може да биде голема сторија. И тоа за фудбал, они двајца седнаа и направи еден список, од двајцата се заљубеници во фудбалот. И стално се нервираа цел живот околу тие приказки околу ФИФА и така натаму а зашто да не погледнеме што се случува? Секој знае дека ФИФА е корумпирана, а никој не гледа точно што се случува, некако е нешто што се подразбира, дека таму има корупција и тоа е тоа. Дека таму се вртат милиони и поточно милиарди и дека тоа е едноставно така. И потоа исконтактиравме, ја имав некои контакти во Швајцарија, во Германија, понатаму и ме праша дали сакаш да работиме на оваа сторија, како дали те интересира фудбал. Мене не ме интересира фудбал многу. Ама те интересира корупција. Да. Но знам дека секој еден човек животот му го допира фудбал вака или така, нема некој што не се интересира или што не гледал фудбал или што не бил изложен на фудбал, да. И така почнавме и многу брзо не беше воопшто тешко да се дојде до таа корупција, зашто буквално сите се таму инволвирани. И таму тие пари се, мислам, тој хотел кај што ги апсеа, бевме таму, дуи престојувавме таму едно известно време. Таму имаш соби што чинат по 10.000 евра на ноќ, знаеш. Таму имаш, ако вечераш таму можеш да потрошиш многу лесно 10-15.000 евра, зависи како вино ќе нарачаш. И тие ги трошеа тие пари, така живееат тие луѓе, тие делегати, тие членови на менаџментот и така натаму. Они живееа како арапски шеици, знаеш, Зашто ги зимаат парите? Знаеш, еве ти X пари во торбичка, што треба да направиш за возврат? Па има милион работи. Прво и основно ги мечевите ги местеа, кој со кого ќе игра, потоа имаше исто која земја ќе го добие првенството, тоа е се наместено и од секогаш било наместено. Така дури и Германија што се важи како не многу корумпирана земја и испадна дека и тие биле тотално инволвирани во тој процес за да можат да го добијат првенството 2006 година, да. Подобро знаеш од мене ти. Малку гледам фудбал. Да, ја бев тогаш таму, ама не се сеќавам. И едноставно тоа е еден систем. Корупција систем, сакам да сум организатор. Мислам, системот е корупција таму, разбираш, нема друг систем, туку корупцијата е систем. Да.
И не беше многу тешко да се дојде. Мислам, нашите стории има огромен импакт и колегите потоа напишаа книга за тоа. Ја не бев дел од тоа, како што ти реков, не ме интересираше баш многу. Ама некако си го земавме здраво за готово дека тоа е така. Ама знаеш, кога ќе почнеш да истражуваш, кога ќе почнеш фактите да ги донесуваш на виделина, поинако е малку отколку чисто да речеш тоа е корупција и точка.